Јанецот е познат по ракија, а зимно време ракијата често знае да биде и греана. Како се подготвува една греана ракија? Што е потребно? Потребно е во едно ѓезве се стават 1 до 2 лајици шеќер. Да се добро шеќерот стопи, се стави на огнот. Да се добро стопи. И Да се стопи шеќерот добро, да не загори. Добро, убаво, така, се промеша помалце и чекаме да се стопи. И откако се шеќерот стопи добро, ќе поцрвенее, ќе почекаме малце, се става послаба ракија. Послаба ракија се става од 40 степени за да посладка да биде, за пиење. Не се става од 50. Посебно еве сега ќе ставиме од стара слива, мисло џанките, џанка нашо викано, кој ќе се пробрака добро сега. Уште не е стопен шеќерот. Треба се стопи добро. Кога се стопи шеќерот, тогаш се става ракијата, не е стопен уште, се запржи и тоа се вика запршка. Запржена ракија со шеќер. Еве сега се стопи шеќерот. Ја стураме слабата ракија, послаба ракија. Еве. Ја истураме и чекаме да зоврие. Мора да зоврие, за да не те боли после глава. Значи, убаво да зоврие, почне да пушта кламурчите, да зоврие и се после пресече со малце ладна ракија. Да не биде скисната, пошто може да бидат 2 чаши, 3, може да повеќе пијат, има гости, за да не скисне, се става малце ладна ракија. Или водичка може да ставиш манку и ја пиеш и ја конзумираш со качамак. Пред да почнеш да јадеш качамак, конзумираш во чашка. Сега ќе зоври, кад зоври ќе погледате. Добро стопи шеќер. Те лошо и глава да те боли од неја. Значи, чим преврие, врие добро, значи стопени шеќерот, ја потргаш да се не запали. Откако зоврие, да биде пак топла, ја ставаш на крајот на печката и капнуваш малце ладна. Тоа се вика пресечена ракија, да те не боли глава и да не скисне никогаш. Значи може да ја пиеш и утре, но нема да биде сладка. Значи конзумираш ракија топлечка, пред да почнеш да конзумираш од качамакот, по една чашка